Денеска православната црква ги празнува светиот пророк Осий, светите маченици Козма и Дамјан без сребреници и преподобниот маченик Андреј. Светиот пророк Осий, сине на Веири од племето Исахарово, живеел и пророкувал 800 години пред Христовото раѓање. Неговите богонадахнати зборови се наоѓаат во неговата книга, која содржи 14 глави. Го укорувал многу Израелот и Јуда заради идолопоклонството. Ја прорекол казната Божја за гревовите, пропаста на Самарија и на Израелот заради богоотстапништвото, но и милоста Божја кон јудиното колено. Го прорекол укинувањето и престанокот на старозаветната жртва и доаѓањето на Господа, богатството на даровите кои он ке ги донесе со себе на земјата. Живеел до длабока старост и мирно се упокоил. Светите маченици Козма и Дамјан без сребреници. Има 3 свети врачи кои се викале Козма и Дамјан. Едните мирно се упокоиле на 1 ноември, другите биле каменувани во Рим на 1 јули, а овие, третите, биле од Арабија и за нив станува збор под денешниот датум. Биле лекари по занимање и кога ја примиле Христовата вера, лекувале болни со името на Господа Исуса Христа. И се прочуле на сите страни заради своето чудотворство. Злобните незнабожци ги фатиле и ги одвеле пред кнезот Лисиј, во градот Егас. Бидејќи овие свети браќа за ништо на светот не сакале да се одречат од Христа, прво биле фрлени во море, а потоа во оган. Но семокниот Бог ги спасил и од потопот и од огнот. Ангел Господен им се јавил и ги спасил. Незнабожечкиот кнез тоа го припишал на некоја нивна магија, а тие му одговориле: ние ниту знаеме некаква магија, ниту имаме потреба од такво нешто. Туку имаме сила Христова што не спасува и нас и секого кој го повикува Христовото пресвето име. Тогаш ги удирале со камења, но камењата се одбивале од нив. Ги стрелале со стрели, но и стрелите се одбивале од нив. Најпосле со меч ги обезглавиле. Со нив пострадале и венец на слава добиле, и светиот Леонти, Антим и Евтропи. Пострадале за време на царевите Диоклецијан и Максимијан. Многу чуда се појавиле од нив и додека биле живи, и од нивните свети мошти. Преподобниот маченик Андреј, роден на Крит и христијански свештеник. Во времето на гонењето на иконите се покажал голем поборник на иконопочитувањето. За да го изобличи опакиот цар Копроним заради иконоборството, светиот Андреј отишол во Цариград. Царот еден ден бил во црквата на светиот маченик Мамант. Андреј влегол во црквата, застанал покрај царот и јавно пред сите го укорил: подобро ќе ти биде, цару, да ги гледаш војничките работи и со народот да управуваш, отколку да го гониш Христа и неговите слуги. Заради тоа светиот Андреј бил многу тепан и мачен и влечен по улиците. Некој еретик го удрил со секира и го убил. Така Андреј ја предал својата света душа на Бога во 767 година. Неговите мошти давали исцеление на болните.